По 5 години живот во Холандија, сватиле дека дома си е дома. Срцето ги вратило во Македонија, сакале нивната ќерка да расте меѓу своите баба, дедо, семејството и пријателите. Но не се вратиле само со куфери, туку и со бизнис идеја. Со државен грант ја претвориле во успешна компанија што функционира како консултативно-едукативен центар, а која денес им помага и на други домашни фирми да растат. Пробав да најдам некоја информација на интернет за тоа дали државата помага во однос на отварање бизнис и што се случува, и најдов на сајтот на Завод за вработување на Македонија дека има грантирање, и од таму си пополнив апликација и продолжи процесот понатаму со тоа што добив грант за да отворам компанија во Македонија. Помошта од државата за нив била и повеќе од добродојдена. Од тогаш веќе 1 година успешно го водат и прошируваат својот бизнис. За нас беше од огромно значење заради фактот дека ни ги обезбеди сите потребни алатки за работа, бидејќи нашиот бизнис работи исклучиво и само на интернет, и нас ни требаа софтвери кои што покриваат целокупно работење. Морам да кажам дека без тие средства може и да не го отворевме бизнисот. Така да, и ни даде простор да се прошириме, да донесеме дополнителни луѓе во нашиот тим. Инаку годинава конкурсот бележи рекорден одзив од 5500 апликанти кои бараат помош за отварање на сопствен бизнис. Од Министерството за економија велат дека над 60% од пријавите се поднесени од млади кои сакаат да останат и да инвестираат во државата. Процентот на одржување на бизнисите го задржиме и го зголемиме. Имајќи предвид дека 80% од отворените бизниси се одржуваат и се реализираат, тоа значи дека е висок процентот и дека ова мерка е полн погодок за невработените за отворање на сопствен бизнис, посебно на младите до 29 години. Инаку државата преку оперативниот план за вработување нуди повеќе од 7 мерки за намалување на невработеноста. Од Министерството за економија вела дека има голем интерес и за другите грантови. Во моментов тече јавен повик од оперативниот план за вработување преку фирми кои има потребен кадар. Аплицирањето трае до 24 јули, а надлежните ќе им плаќаат на бизнисите кои ќе вработат млади и луѓе од ранливи категории.